Без разговор преку Facebook статус, градоначалникот на општина Струмица Костадин Костадинов одлучи да ја напушти ЗЕЛС. Градоначалникот на Скопски Карпош пак ги собра медиумите да каже дека и тој размислувал на таков потек. За првиот човек на ЗЕЛС, Орце Ѓоргиевски, ваквите потези се несериозни и подаде рака за диалог. Иако Јакимовски и Костадинов се жалат на наводни обструкции од дел од министрите во владата, до ЗЕЛС немало никаков допис за одреден проблем. Ѓоргиевски ги повика и двајцата градоначалници да постапат разумно, да ги преиспитаат одлуките и проблемите да ги решат на маса. До сега одговорно тврдам дека не сме били информирани за било каков проблем од нивна страна. Напротив, можам да истакнам дека колегата Костадинов изминатиот период, кога се соочува со проблем, неколку пати пробував и преку пораки, но и лично да го исконтактирам, за да видиме како можеме да помогнеме, не како ЗЕЛС да се вклучиме во целиот процес, но не наидов на одговор од негова страна. Костадинов статуси на Facebook почна да објавува од вчера. Во нив пишува дека напуштањето на ЗЕЛС било во знак на револт поради односот на владата кон општина Струмица, а целата ситуација настана откако водата во Струмица беше забранета за пиење. Според него, водата била безбедна, иако Агенцијата за храна и ветеринарство по вонредниот инспекцијски надзор соопшти дека забраната за пиење на водата останува, оти биле пронајдени бактерии. Општина Струмица од денеска се откажува од членството во заедницата на единиците на локална самоуправа. Напуштањето на ЗЕЛС е во знак на револт заради индиферентниот однос кон Струмица и нејзините граѓани во периодот кога тие се соочуваат со еден од неголемите предизвици – водата за пиење, која што представува основен елемент на животот, но и заради истиот однос по одбивањето од владата на единствениот проект од Струмица за реализација со средства од унгарскиот кредит. Градоначалникот на општина Карпош се уште не донел конечна одлука, но сака да излезе од ЗЕЛС поради односот кој го трпела општината од одредени министри од владеачката партија. Сепак, подготвен бил да разговара. За 47 години постоење на сега е 48 година на општина Карпош. Прв пат се случи да не се гласат програми, да не се гласа буџет и тоа од ова партија која е на власт. Кој е племе ова? Од каде дојде овие луѓе? Да не гласаш програми за работа и ај што не ги гласаат, туку кој ќе ги изгласаме, ги обжалуваат во инспекторати и вршат притисок да донесат одлука таква како што тие сакаат. Според министерот пак за локална самоуправа Златко Перински, потегот за излез од ЗЕЛС не е решение и ваквото однесување сериозно ја нарушува позицијата на асоциацијата, затоа што само единствен ЗЕЛС може да биде сериозен партнер на владата.